Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. На денешната пресконференција ќе го обелодениме криминалното самоволие на поранешната министерка за труд и социјална политика Мила Царовска и нејзините лицемерни политики за грижа во социјалната политика. Во оваа пресконференција ќе информираме јавноста, а воедно и истражните органи на Република Македонија за работата на Економско-социјалниот совет со кој претседаваше тогашната министерка Мила Царовска. Станува збор за грубо прекршување на деловникот за работа на ЕСС во неколку одржани седници. На 35-та седница на Економско-социјалниот совет, одржана 36.2017 година, Мила Царовска побарала да биде донесена дополнителна точка на дневниот ред за измена на деловникот за работа на ЕСС, на што се спротивставија членовите на репрезентативните синдикати и истите се изјасниле дека не биле известени за промената во дневниот ред и со тоа ја напуштиле седницата на Советот. Согласно членот 8 од Деловникот за работа на Советот, седницата се одржува доколку присуствуваат најмалку 3 представници од владата на Република Македонија и најмалку 3 представници од социјалните партнери, а согласно членот 3 од истиот деловник, седниците на Советот се свикуваат со предлог дневен ред најмалку 8 дена пред одржување на седницата. За самоволието и криминалното работење на Мила Царовска како председател на ЕСС говори и тоа дека неколку наредни седници, односно 36-та, 37-та и 38-та седница на Советот, каде било дискутирано за низа популистички мерки, истите биле усвоени без потребниот кворум за работа на Економско-социјалниот совет, што е спротивно на Деловникот за работа на Советот, како и спогодбата за основање на Економско-социјален совет, а за истото грубо прекршување на Деловникот за работа беше посочено и од членовите на репрезентативните синдикати на 40-та седница на ЕСС, одржана 26.12.2017 година. Воедно, известуваме дека за сите овие противправно одржани седници на Економско-социјалниот совет, кои се водени без потребниот кворум, повторно извршено грубо прекршување на деловникот согласно член 12 став 4 и 5, во кој записникот се усвојува на наредната седница на Советот, а спротивно на тоа претходно споменатата седница Мила Царовска ги усвојува сите нив и подпишува на 5.1.2018 година. Оттаму го повикуваме јавното обвинителство да отвори предмет под опрен глас и да го преиспита целиот случај и незаконското работење на тогашната председателка на Економско-социјалниот совет Мила Царовска и по истото да постапи согласно одредбите од Кривичниот законник на Република Македонија. Криминалното работење на СДС и Царовска мора да престанат и за истите да сносат одговорност пред граѓаните на Република Македонија и пред лицето на правдата. Доста е.